Драги ученици, денес повторно ќе се навратиме на алгоритмите. Веќе научивме дека алгоритмите треба да се недвосмислени, јасни, прецизни, што значи дека секоја инструкција треба прецизно да ја дефинира акцијата. Редоследот на извршување на инструкциите треба прецизно да е утврден. Да биде конечен, што значи дека алгоритмот треба да заврши после одреден број на чекори или наредби, и алгоритмот треба да е разбирлив за секого, независно кој го напишал. Понатаму во видеото ќе разгледаме еден од основните концепти на алгоритамското програмирање, а тоа е редоследноста при извршување на инструкциите. Да се подсетиме на поимот алгоритам, како низа од инструкции и постапки, со кои се извршува некоја работа преку задавање конечна низа од добро дефинирани чекори и правила кои би можеле да ги извршиме. Денес малку повеќе ќе се осврнеме на редоследот при извршување на инструкциите. Тоа е концепт во кој што инструкциите се извршуваат една по редоследот на кој што се напишани. За играта ќе ни биде потребна табела, во која е обележан стартот, а додека целта до која треба да пристигнеме сами ќе ја определиме. Потребен ни е играч, во случајов тоа е една играчка, јагне, на кој што ќе му даваме инструкции како да се движи во табелата. Јагнето тргнува од позицијата старт и треба да стигне до полето со трева, за да може да се нахрани. Како ќе го направиме тоа? Движењето на јагнето низ табелата ќе оди чекор по чекор. Чекорите ќе ги изведуваме на следниот начин. Секогаш кога јагнето ќе зачекори еден чекор напред, ние тоа ќе го означуваме со стрелка нагоре. Кога ќе врти во десно, ќе го означуваме со оваа стрелка, и кога врти во лево, означуваме со оваа стрелка. Да видиме кој е најкраткиот пат по кој што може да се движи јагнето и да стигне до тревата. Најкраткиот пат би бил следниот. Јагнето оди 3 чекори напред, 1, 2, 3. Потоа, на местото каде што се наоѓа, врти во десно и продолжува уште 3 чекори напред, 1, 2, 3. Како ќе го запишеме ова? Тоа може да го направиме на лента од квадратчиња и при тоа да го запишуваме со стрелките кои претходно ги договоривме како ќе изгледаат за нашето движење. Го поставуваме јагнето повторно на старт. Јагнето се движеше 3 чекори напред. 1 чекор напред и стрелката за напред во првото поле. Уште 1 чекор напред. Повторно истата стрелка. Уште 1 чекор напред. Забележуваме. Имаме вртење во десно. Оди оваа стрелка тука. Имаме уште 1 чекор напред. Уште 1 чекор напред. И уште 1 чекор напред. Редоследот по кој што ја извршивме задачата за јагнето да стигне од стартот до тревата беше следниот: 3 чекори напред, вртење во десно, 3 чекори напред. Јагнето пристигнува на полето каде што е тревата, со што задачата е целосно извршена. Дали има друг начин на кој што би можело јагнето да стигне до тревата? Секако дека има,
Има повеќе начини. И сега ќе забележиме уште еден начин на кој што јагнето би дошло до тревата. Одиме еден чекор напред. Забележуваме. Вртиме во десно. Одиме чекор напред. Забележуваме. Чекор напред. Забележуваме. Чекор напред. Забележуваме. Вртиме во лево. Чекор напред. И уште еднаш чекор напред. И ако ги споредиме двете движења на јагнето од претходната патека и оваа сега, всушност ќе забележиме дека при повторното движење јагнето направи уште едно движење, што значи ова беше пократката варијанта по која што јагнето би тргнало од стартното поле и би стигнало до тревата. Но дали овој алгоритам би можело да се примени кога на јагнето би му поставиле една пречка на која што ќе наиде при движењето. Пречката ја поставуваме на ова поле. Ако сега добро погледнеме и размислиме, ќе видиме дека всушност треба да го промениме и алгоритмот на движењето на јагнето. Односно, тргнуваме напред две полиња. Тоа го забележуваме со стрелката за напред. Вртиме во десно. Одиме 3 полиња напред. Вртиме во лево. И напред до тревата. За да ја направиме посложена задачата, можеме да поставиме повеќе пречки при движењето. Но тоа ќе ви го оставиме вам да го направите. Изработете своја табела, која може да биде како ова што веќе ја имавме тука, 4 на 4 квадрати, или може да биде и поголема. Запишете ги стрелките на движење и потоа осмислете игра. Ако ви се допадна учењето на алгоритмите преку игра, тогаш ви предлагаме. Табелите ви се поставени како работен лист на страницата, па испечатете ги или сами нацртајте ги. Земете две фигури или две играчки. Замолете некој од дома да игра со вас и започнете со играта. Поставете ги двете фигури на стартното поле. Обележете ја целта до која што треба да стигнат играчките, а потоа секој од вас нека напише инструкции за пристигнување на неговата фигура до целта. Кога ќе завршите, читајте ги инструкциите паралелно и чекорете заедно. Победник е оној што прв ќе стигне до целта. Ве покануваме да сликате и да ни испратите фотографии од вашите активности. Ви посакуваме пријатна забава и ви благодариме на вниманието.